Обемна студија со која се опфатени над половина милион деца не пронајде врска помеѓу вакцинацијата против сипаници, заушки, рубеола и аутизмот. Данската студија, објавена денеска во списание, ги опфати сите деца кои се родени во таа земја во периодот од 1999 до 2010 година. Децата биле следени до крајот на август 2013. Истражувањето откри дека МРП вакцината не го зголемила ризикот од аутизам, дури и кај деца со други фактори на ризик од аутизам или кај деца чии браќа и сестри веќе имаат аутизам. Сепак тврдењата за врска помеѓу МРП вакцината и аутизмот продолжија да предизвикуваат загриженост кај родителите и го поттикна антивакцинарното движење. Како резултат на тоа, драстично се зголеми бројот на случаи на сипаници во Македонија, а Светска здравствена организација изрази загриженост и невакцинирањето ги вброи помеѓу најголемите 10 закани по глобално здравје. Ставот е идентичен и на доктор Глигорова, која најостро ги осудува тврдењата дека МРП вакцината се поврзува со аутизмот. Зошто се подигна ова антивакцинална антиваксерите кампања? Се појави, сега точно не знам која година, се појави еден труд дека МПР вакцините предизвикуваат аутизам. Меѓутоа подоцна тој труд, само еден труд постои, значи, за да се сето тоа разгоре. Меѓутоа подоцна се утврди дека тој труд што е направен нема определени стандарди на испитувањето како што треба и целосно тој труд се повлече. Меѓутоа проблемот веќе е настанат и тоа се разгоре како еден шумски пожар. Можам одговорно да тврдам дека не постои никаква поврзаност помеѓу морбилите, тоест вакцината за морбили, паротитис и рубеола и појавата на аутизмот. Значи тоа е докажено со многу бројни медицински истражувања и медицина базирана на докази и појавени се, јас имам и на ова, сега да не кажам, меѓутоа на мојот Facebook профил ПЗ Педиатрика Бамби ги имам и објавено сите тие значи исследувања и испитувања кои што токму утврдуваат дека нема никаква поврзаност помеѓу МПР-то и аутизмот. Според првичните податоци на Светска здравствена организација, минатата година од сипаници починаа околу 136.000 луѓе во светот. Имунизацијата е една од најфантастичните научни иновации кои има огромен придонес во превенирањето на смртта, особено кај децата, а го зголеми животниот век и економскиот развој. Секој денар вложен во имунизација се враќа со 16 пати заштеда во здравството и ја зголемува економската продуктивност.